Тебе поминаа 5 дена, веќе можеме да донесеме една оценка. Се врагуваме во фаза на некаква анализа на тоа што ќе следува, што до сега се случувало и така натаму. Практично најлошиот актер до сега во целава работа се вика Христијан Мицковски. Дозволете да ви објаснам зошто. Од неговото прво појавување на пресконференцијата вечерта во недела, од тие 2-30 минути кои што говореше, 70% од времето го потроши на ја. Тоа во теорија се вика персонализација на политика. Тоа е Орбан, тоа е Ердоган. Кој имате такво високо ниво на персонализирање на целиот систем, нема институции. Видовте вие директор на државна управа да се јави за не знам што, директор на пожарникари, директор раководител. Само министри говорат. Тоа е такво едно наклопување, ова Боријан што го збори. Па не може да стигна тесна фита ред, бидејќи кај нас политиката толку е персонализирана. Види, ја и не тврдам дека е тоа само Мицковски. Тој порано го имал. Меѓутоа он толку ја поклопува целиот систем. 5 пати повтори. Добра, ако треба мене обвинете ме, ја ќе бидам виновен за се. Ќе ви кажам еден прост пример кој можда не е добра асоциација, меѓутоа денеска се запали Хитроу, најголемиот аеродром во Европа, среќа нема загинати и така натаму. Знаете кој држеше пресконференција? Заменикот на противпожарната бригада на регионот. Значи не излезе премиерот, не излезе овој министерот. Кај нас е се поклопено од врвни политичари кои што се за се надлежни и затоа што се за се надлежни не разбираат 90% од работа. Ние имаме човек, премиер на оваа држава, кој што излезе и мафташе со ливче на пресконференција, сами откажувајќи дека може да ја наруши постапката. Зашо понатака треба да разговараме? Ние имаме човек кој што излезе и кажа дека градоначалникот на општина Кочани е невин, го прогласи за невин неколку пати. И министерот истото го направи кога говореше